Се враќаме назад во студио 1. Оваа приказна, оваа животна сторија е почетокот на еден проект на ова студио 1, каде што ние ќе се потрудиме да им помогнеме на луѓето на кои што најмногу им е потребно. А со мене гостин во студио 1 е мојот колега Христијан Баневски, кој што беше денеска на терен. Христијан, добре дојде. Ти благодарам. Пред се, знам дека кога се оди со камера кај кај семејство, луѓето можеби малку потешко зборуваат за своите маки. Што е она што вие го доловивте? Знаеш, кога слушнавме прв пат за приказната и за што всушност се работи, за недореализирани планови на едно семејство да изгради куќа и да се вдоми во таа куќа, сторијата навистина звучеше трагично со оглед на тоа што семејството ги изгубило и мајката и бабата во поплавите, односно по поплавите мајката на 26 годишна возраст починала од мозочен удар по стресот и сите проблеми кои што им се јавиле на семејството со поплавите, и буквално луѓето преживуваат од ден за ден, се обидуваат да скрпат крај со крај и сите оние работи кои што можевме да ги слушнеме во прилогот. Меѓутоа, да, многу е поразлично кога истите луѓе ќе ги ставите пред камера да зборуваат за нивната приказна, со оглед на тоа што постои се уште тој одреден срам, можеби да речам, кај нив, па дури и таткото не сакаше да се снима поради срам од тоа што ќе кажат пријателите за неговата трагична судбина. Затоа нашата цел е практично и да ги охрабриме луѓето да не ги кријат своите проблеми, да можат да ги споделат јавно и да со цел да ние им помогнеме на еден начин со тоа што веќе ќе стартува нашиот проект, со кој што до крајот на неделата оваа приказна би сакале да ја третираме од сите можни агли, да се обратиме до институциите кои што би требало да им помогнат на овие луѓе и кај што тие барале помош. Како стапивте во контакт? Како ги најдовте овие луѓе? Сами се јавија? Да, најголемиот број од ваквите социјално загрозени семејства се јавуваат сами до телевизиите, меѓутоа оваа конкретно семејство го најде колешката Александра Филиповска преку една граѓанка која што бараше од нас да остане анонимна, а која што всушност им помага со тоа што им плаќа дел од трошоците и кредитите месечно на ова семејство. Практично на овој начин сакаме и ние да ги поттикнеме и другите граѓани кои што би сакале да помогнат на било каков начин, тоа истото тоа да го направат не во финансиска смисла, тие би можеле да помогнат на било каков начин со оглед на тоа што слушнавме дека на семејството не им се потребни само пари, туку им е потребна еден вид на грижа со оглед на тоа што двајцата мажи работат по цел ден за да можат да ги обезбедат парите, а при тоа на децата нема кој да им ја сготви топлата храна, топлиот оброк, на кој што се научени од нивната мајка и нивната баба кои што се прерано загинати. Трите деца, таткото и дедото сакаат да ги има во камера или не го дуваа за тоа? Не, тие немаа проблеми со тоа нивните деца да се појават на камера, меѓутоа сепак сметаа дека најубаво е доколку може тој дел да биде избегнат, што повеќе е можно со оглед на тоа што се работи и за малолетни лица и за деца кои што утре можеби нивните другарчиња ќе ги препознаат на училиште, па сепак станува збор за сензитивна категорија на граѓани кои што се опфатени. Има ли нешто што тие го споделија со вас позади камерите, не мора да го изнесеш во јавност во моментов, ако тие побарале тоа да не биде така, но дали има дополнителни проблеми, дополнителни работи кои што ги загрижуваат, а кои што вам ви ги сепак кажан или надвор од очите на јавност? Па генерално сите проблеми кои што ги има ги кажа и во камера, меѓутоа мене во овој момент ми се сврта една од речениците кои што ги спомна Артан, таткото на трите деца, кој што рече надвор од камера го рече тоа, меѓутоа не ни замоли тој муабе да го сокриеме со оглед на тоа што кажа само помош добиваме од граѓаните, не и од институциите, практично оваа држава за нас е маќа. Се обратиле ли до институциите? Се обратиле, да. И по поплавите барале обештетување и константно бараат некако вид на згрижување, меѓутоа велат дека не најдуваат на никаква помош од страна на институциите и самиот систем е, да речеме, нефер со нив со оглед на тоа што таткото, веќе го спомнавме тоа во прилогот, меѓутоа тој има отворена земјоделска фирма поради субвенциите и соработката со државата до 2014 година и практично поради тоа што таа фирма веќе му постои, иако не е функционално, односно
тој не остварува приходи преку неа, на негово име и агенцијата не може да го заведе како невработен и да бара работа во негово име со оглед на тоа што тој нема пари за да ја затвори таа фирма во централен регистар која што има отворено, а буквално државата за тоа бара многу пари од него, како впрочем и за се друго, и нивните долгови се преголеми за да тој може да затвори една фирма, практично да фрли пари, да речеме, во неповрат. Христијан, ќе те прашам едно лично прашање. Кога се работи на ваква социјална сторија, на животна сторија, каде што ги гледаш проблемите на луѓето, колку е тешко да го разделиш новинарството од човечното? Па тука би го посочил примерот со фоторепортерот од Associated Press кој што доби Пулицерова награда за фотографијата од детето во Африка на кое што му се заканува животно да го изеде, меѓутоа после тоа во јавноста беше критикуван зошто всушност не му помогнал на тоа дете, па така би можел истиот пример да го посочам и овде, дека нашата работа, на новинарите работата е да ги објават овие приказни. Овие приказни да добијат живот и да се појават во етерот. Секако човечкиот аспект кај нас, мене барем лично ме тера да се вложам и колку што можам да помогнам на овие семејства, но начинот на кој што ја можам да помогнам е токму овој, преку објавување и преку мотивирање на граѓаните, односно запознавање зошто другите граѓани би требало да дадат дел од себе да помогнат во ова семејство, а нашата помош, освен она што ние ќе го направиме настрана од објавување, мислам дека најголемата помош што ние можеме да ја пружиме е токму на овој начин. Само да напоменеме дека оваа приказна не завршува овде, оваа приказна ќе ја третираме и во наредните неколку денови, со цел граѓаните на најразлични, најкреативни начини како што може да им помогнат на овие луѓе на ова семејство. Твојата емисија е 1 минута која што секогаш оди после Студио 1. После Студио 1, да, токму на тоа ќе разговараме вечерва, со оглед на тоа што е денот на Црвениот крст денеска, па ќе ги прашаме граѓаните колку сметаат дека македонците се хумана нација и колку помагаат кога станува збор за социјално загрозени семејства и генерално кај што помошта е најнеопходна, а во таа прилика граѓаните, оние кои што ќе бидат заинтересирани конкретно да му помогнат на ова семејство, ќе можат да ги остават своите податоци во нашата режија и подоцна да ги исконтактираме или тие нас да не исконтактираат за како директно или индиректно тие би можеле да им помогнат на семејството Мурати, кое што оваа недела ќе биде во фокусот на нашата програма, конкретно Студио 1. Следните стори третираме начинот на кој што институциите може да помогнат. Па да, сега ќе се обратиме до сите оние институции каде што и семејството Мурати тропнало на нивна врата, да видиме што всушност било побарано од нив и зошто тие не го одобриле, односно не го дале тоа на семејството, она што било барано од нивна страна, да видиме какви се законските рамки во кои што помошта може да се движи и што всушност тие може да добијат, а што не може да добијат од државата. И секако ќе видиме на секаков можен начин како можеме да им помогнеме на овие луѓе. Можеме овде и да изнесеме дека овие социјални причини најчесто ќе ги прави Христијан Баневски. Па да, секако на редакцијата на 1 ТВ, меѓутоа еве оваа приказна ја фативме заедно со колешката Александра Филиповска, најверојатно и следните исто така ќе бидеме фокусирани ние во тој дел. И понатаму емисијата 1 минута на 1 ТВ останува отворена за граѓаните кои што можат да се јават и да не исконтактираат како да помогнат на семејството. Христијан, јас ти благодарам што беше овде во Студио 1. Ти си денес повторно во 19:15. Тоа веќе рековме дека луѓето ќе може да зборуваат, да кажат на кој начин можат да помогнат, а овде ќе ги охрабрам граѓаните кои што имаат слични проблеми. 1 ТВ е отворена за да ги слушне вашите проблеми и доколку ви е потребна помош да се обидеме да ви помогнеме, бидејќи како телевизија која што зрачи низ целиот простор на Република Македонија имаме и одговорност да им помогнеме на оние на кои што најмалку имаат. Секако тоа значи дека и да ги поттикнеме институциите да работат за ова. Сега одиме со една кратка пауза па се враќаме во Студио 1.